Членовите на кризниот штаб во Виница постојано се во телефонска комуникација во врска со состојбата со коронавирусот и мерките и активностите кои се преземаат за заштита и превентива од опасниот вирус. Телефонски се разгледуваат сите досегашни активности кои надлежните ги преземаат во локални рамки, но се разгледуваат и нови насоки и алтернативи во случај на можно ширење на вирусот. Од општината и од кризниот штаб истакнуваат дека на територијата на општина Виница во моментов нема евидентирани лица заразени со COVID-19, а 8 нови има во самоизолација и 12 во државен карантин кои се повратници од странство. Од страна на полицијата е заклучено дека граѓаните воглавно се придржуваат на мерките на владата за заштита од вирусот и го почитуваат полицискиот час. Во здравствениот дом во Виница на располагање се 9 лекари во итната медицинска помош, кои ротираат во смени и за кои се набавува соодветна заштитна опрема. Адаптирано е едно возило како и просторија за прием на лица со COVID-19. Сите термини од мој термин се откажани. Матичните лекари се контактираат исклучиво само преку телефон. Што се однесува до помошта во набавка на заштитни маски, општина Виница има порачено 500 маски од алкалоид, кои се распоредени согласно потребите на институциите. Општинската организација на Црвениот крст во соработка со општина Виница на располагање има 12 волонтери кои доделуваат пакети со храна и хигиенски средства на социјално загрозените фамилии, а поделени се и маски. Со тоа општината помага на социјално ранливите категории семејства. Јавното комунално предпријатие Солидарност континуирано врши дезинфекција на улиците низ градот и селата, а погребите во договор со црквата се вршат без собирање во капелата и во присуство на членовите на потесната фамилија на покојникот. Општина Виница и понатаму не работи со странки, но за сите важни и неодложни работи, граѓаните ги имаат на увид телефоните и мејловите на раководните лица во институцијата за контактирање и решавање на проблемите. Општина Виница како социјален пакет мерки континуирано ги исплаќа барањата за еднократна помош за социјално ранливи категории со средства од општинскиот буџет. Од општината истакнаа дека членовите на кризниот штаб засега комуницираат преку телефон, а од понеделник во текот на наредната недела ќе имаат и состанок на кој ќе бидат утврдени понатамошните мерки и насоки во однос на заштита од опасниот вирус на локално ниво.